Без гласовите на опозицијата, владачкото мнозинство ја укина техничката влада. Последен пат форматот од пржина ќе го имаме на следните избори, а потоа политичките влади ќе бидат организатори на изборните процеси. Габриела Лескова известува. Габриела, кој како гласаш? Добро вечер, Славица. Токму така се укинува пржинската влада. Со 80 гласови за, 11 против и 0 воздржани се усвои измените на законот на предлог на владеачката ВМРО-ДПМН. Ова во суштина ќе значи дека нема да се формира онаа привремена влада 100 дена пред одржување на изборите. Друг важен елемент кој што е важно да се напомене дека ова одлука, односно овие измени на законот нема да важат на следните избори, туку на вторите по парламентарни избори. Ајде за почеток да видиме како помина гласањето во приложение. Предлогот на законот во целина го ставам на гласање. Ве повикам да гласаме. Вкупно гласа 81 пратеник, 70 пратеници гласеле за, 11 против, нема воздржани. Констатирам дека Собранието го донесе законот за изменување на законот за владата на Република Македонија. Кои беа ставовите на опозицијата? Габриела, гледаме дека има 11 гласа против. Беа ли во салата, со кои аргументи се спротивставија на укинувањето на пржинската влада? Да, Славица, попладнало беше навистина жестока, би рекла, атмосферата во законодавниот дом. Координаторот на пратеничката група на СДСМ Оливер Спасовски кажа дека пржинската влада била донесена во согласност со сите партии, тогаш 4, и тоа е единствениот исти начин на кој што треба да биде укината. Нова реплицираше Горан Минчев, министерот за јавна администрација, кој што кажа дека СДСМ пак нема аргументи по однос на она што го тврди. Во продолжение да слушнеме делот оваа дебата. Аргументи кои што укажуваат на тоа зошто е потребно да се укине техничката влада. А за волја на вистината, сепак менувањето на овие одредби треба да биде во рамките на договорот помеѓу политичките субјекти во собранието. И доколку се постигне договор за укинувањето, тогаш тоа да го правиме. Вака еднострано укинување на ваква преводна влада, без да се почитуваат тие насоки и принципи на кои што била усвоена, не може во ниту еден момент да се прикаже како никаква реформа. Мора да се одлучите. Вие како политичка партија сте за дел од реформската агенда или со овој начин на однесување ги кочите процесите за ваше, би рекол, лично, партиски интерес, кој што го сакате како цел на крајот од овој процес. Барања, треба да знае македонската јавност. Сите барања кои што ги пративте до мене, се во овој закон. Вклучително и техничката влада, што значи ставот на владата е сменен. И за тоа докажува, јас знам дека немате аргументи, но морате да говорите, и за тоа кажува и дискусијата на матичната комисија. Одуи пак на ставот дека со укинувањето на пржинската влада се допири и во меѓуетничките односи. Нова реплицира и од партијата Вреди, кој што велат дека во Европа нема ниту еден пример каде што има пржинска влада и дека во моментов нема никаква криза. И тоа е една од главните причини поради која што оваа привремена влада треба да се укине. Во продолжение да ја проследиме дебатата и од албанскиот политички блок. Во предвид дека овој предлог на закон на директен начин ги допира меѓуетничките односи и може да има влијание во нивната политика, неопходно е истиот да се разгледува во Комитетот за односи меѓу заедниците како надлежен орган за овие работи. Сите меѓународни институции или европските стандарди не барат техничка влада ниту едно место во светот каде што функционира правото на глас, правото на волјата на граѓанинот, и тој беше еден механизам во една значајна,
вонредна ситуација и кој треба да се тргне во моментот кога ќе се врати редот во институциите. Да, тоа беа главните пораки од пратениците од попладнево за расправата во законодавниот дом. Да сумираме дека се укинува пржинската влада, меѓутоа ова измена нема да важи за следниот изборен циклус, туку за вторите поред парламентарни избори. Овие измени на законот беа донесени со 80 гласа за и 11 против. Студио. Така е, Габриела, 70 гласа за, 11 против, укината е пржинската влада.